Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Како новинар што во својата професионална кариера сум се занимавал најчесто и со музика, ми представува посебно задоволство и чест да разговарам за музичкиот живот на познатата брачна и музичка двојка Ѓорги Андреевски и Јорданка Коцулова, инаку познати како Коцулова Андреевски. Воедно Сабајле, воедно препладне, допатува во нивниот стан и еве ќе започнеме еден разговор со цел да ви го представам нивниот музички живот, кој што не е така лесно да се дочара, бидејќи е долг и исполнет со многу песни, со многу убави доживувања. Затоа, за почеток би започнал точно за почетокот на нивниот музички живот. Кога беше, што беше и се друго што следува после тоа. Првите почетоци беа во гимназија, негде 50-тите години, кога учевме во гимназијата Јосип Брос Тито, покрај Драгоорот горе. Таму се запознавме, пеевме во хорот, имавме ние најдобар хор во Македонија во таа гимназија и како солиста на тој хор и јас имав еден дел од една песна. Потоа Јорданка исто така имаше солистички дел во хорот од песните и заради тоа тргна работата да оди и солистички. Таја пееше побрзо од мене. Јас покасно почнав. После се споив. После се споивме, па направивме и дует. Прочениот композитор Тајки Христик, тој ни предаваше музика, тој не спои и направивме дует. Пеевме, а после отидовме и во Радио Битола.
во Радио Битола долго време пеевме се до заминувањето на студија. Првите почетоци на телевизија Скопје, кога ја емитуваше емисијата од Радио Битола во директен пренос, и учествувавме и ние. И сите пеачи седевме позади, и еден по еден одевме и тоа одеше во живо, во етерот. Се сеќавате ли која беше таа песна што тогаш ја исполнувавте? Јас како солиста ја пеев кога војници тргнавме. Таа беше многу популарна тогаш. И како таква, јас ја пеев сам како соло, солист. А после со Јорданка пеевме. Ја пеевме Зошто ми се срдиш либе. Таја до последен момент ја имавме на својот репертуар. И секогаш беше една најубава од песните. Дали ја имаме сега на аудио или на видео овде да ја пуштиме за гледачите? Ја имаме на аудио, ја имаме. Ја снимивме со Академското културно-метничко друштво Мирче Ацев од Скопје, кога бевме студенти. И таа ја имаме на видеолента. На аудио. На аудио, па еве ние ќе дополниме со кадри нешто од нашата убава Битола. Zašto mi se srdiš libe, srdiš nedovađaš, daleko nemaš libe, ili drug ne znaješ. Vrana konja ja vam libe do tri druma Saveti se srdam libe, zasnošna ta večer. Оваа песна ја зедовме од репертуарот на дуетот Стариевски со Драгица Николова. Не знам дали можевме да дојдеме да пееме како нив, меѓутоа настојувавме да се доближиме до нивната популарност, до нивниот начин на пеење. Дали успеавме или не, тоа слушателите најдобро ќе го знаат. Припатеноста на оваа песна го зборува тоа, сигурно таа беше доста популарна и сигурно на некој начин успеавте она што го сакавте со тоа песна. Меѓутоа да ве запрашам, дали пеењето го имавте како талент или беше повод само учеството во хорот во гимназијата кога започнавте? Не, ние како гимназијалци почнавме да пееме и после
си продолживме на студија во Академското друштво Мирчацев. Јас студирав право, завршив правен факултет, а Јорданка студираше македонски јазик со книжевност и таа заврши, таа беше професор, а јас бев дипломиран правник. Не, мислата ми беше дали во вашата фамилија имаше некој традиција за музичко пеење, за некој во фамилијата дали пеел или самото тоа што ве вклучија во хорот па започнавте да пеете? Во мојата фамилија немаше таков човек со пеење, меѓутоа мајка ми имаше гласовни можности, али таа си ја пееше својата тага. Копавме на нива пченка и таа таму пееше на нива. Си ја пееше тагата. Значи талентот изгледа од вашата мајка. Ајде сега да чуеме нешто за почетокот на Јорданка. Моите почетоци датираат многу одамна и самата паметам уште во детска градинка како пеевме под водство на нашата воспитувачка и тие почетоци се пренесоја и во театарот, стариот народен театар наш македонски, со учество на таа детска група. Тамо ја пеевме песната во дует со дете, некој веројатно за ластовичките, па сето тоа остана врежано во моето сеќавање. Јас пеев и во основното училиште Гоце Делчев, каде што се школував. На часовите по ликовно воспитување ќе го споменам сега покојниот ликовен уметник Тоде Ивановски. Не ми даваше да цртам, бидејќи цртањето не ми одеше многу, а тој велеше: тие нека цртаат, а ти пеј. Така да, моите почетоци се врзани многу со тој мој покоен учител, наставник по ликовно воспитување. Тој ме натера да пеам и на сите тие манифестации на приредбите. Јас нормално како дете имав трема и страм, а тој со неговите зборови ме убедуваше да пеам. Публиката ќе гледаш како стомни кипови, а ти ќе пееш, а тие ќе те слушаат. На крајот ќе ти аплаудираат сите тие што мислеше дека не те слушаат. Така започнав јас со пеењето. Пеев во основното училиште, во средното училиште, во гимназијата, во хорот ја пеевме песната за Гоце Делчев. Моето соло беше Кој ке се јунак одбере чумата да ја пропади од жална Македонија. На сите тие смотри во Скопје, нашиот хор на гимназијата Јосип Брз Тито беше секогаш прв. Кога дојдовте до прва, да речам, аудио или грамофонска плоча, кога дојдовте, кога ја снимивте и која беше таа? Ние во 59-та година, кога заминавме во Скопје на студија, покојниот Васил Хаджиманев не повика и на емисијата Микрофонот е наш, и ние тамо бевме во Скопје веќе откриени покрај долгиот стаж кој го имавме во Радио Битола. Меѓутоа, многу снимки имаме во Радио Скопје. Така, Кочо Петровски армоникашот ни даде можност да можеме со неговиот оркестар да снимаме песни на аудиокасета и тоа за продукцијата на Радио Телевизија Белград. Со неговиот оркестар првата наша плоча е снимена во Белград со песната Проклета да е Австралија. Тоа беше некаде 62 година. 1962 година. Па да ја чуеме цела оваа песна.
Оваа песна што сега слушавме е тесно поврзана со животот на нашиот народ, со нашето иселеништво и можам да речам дека беше една од најприфатените не само во овој крај, туку и на далечниот континент каде што се иселуваа нашите луѓе. Каков одзив вие мислите дека имаше оваа песна? Какви сознанија имате за тоа? Колку беше барана, колку беше сакана, колку беше прифатена? Оваа песна и песната Марко Пијаницата беше хит во тоа време и немаше плоча, немаше да се купи. Беше многу продавана, многу често продавана. Овде во Битола поготово беше многу продавана. Таја јас текстот го пишев за неа, ама го пишев за еден мој другар. Ако ми дозволите да го кажам. Може. Павле Чешлерот, тој замина за Австралија и таа песна е за него. На почетокот пеевте исклучиво народни песни или веднаш започнавте да се занимавате и со компонирање? Ѓорѓеве пишуваше текстови. Проклетата Австралија, кој е автор на музиката? Автор на музиката е Беа Османов, а зборовите се на Ѓорѓи. Меѓутоа Ѓорѓи, во прво време пеевме песни исклучиво народни македонски, стари народни македонски песни, а после тоа тој почна да пишува, така да негови песни се покрај Проклета да е Австралија, песната за Марко Пијаницата, песна за нашата ќерка Билјана има испеано, односно напишано. Тоа со Билјана беше во подоцнежниот период, тогаш веќе бевте мощно популарни, меѓутоа во почеток кои народни песни ги пеевте? Народните песни, сите народни песни кои тогаш се емитуваа во Радио Скопје, ние секогаш ги препевавме за Радио Битола, бидејќи Радио Битола располагаше со многу убав оркестар, многу квалитетни инструменталисти имаше тогаш. Дали можеме да констатираме во почетокот на овој прв разговор дека вие сте солисти на Радио Битола претежно или започнавте во Радио Скопје да ја имате популарност? Не. Нашите почетоци датираат само од Радио Битола и то долг период пеевме во Радио Битола. Некаде од 65-та година, како дует пеевме до 69-та, 70-та и така натаму. А во Радио Скопје отидовме во 59-та година. Овде морам да кажам за нашите гледачи дека кога се споменува Радио Битола, поголем дел од песните што тогаш се исполнуваа беа во живо. Исклучиво во живо. Исклучиво во живо, не постоја тогаш ни магнетофони, ни еден период дојде некој жичан магнетофон, се сеќаваме кога почне да се снимаат, меѓутоа исклучиво во живо беше 10-15 минути пред емисија и учеството одеше во живо. Вашата кариера значи продолжи во Радио Скопје и како таму таа се одвиваше? Во Радио Скопје бевме мощно добро прифатени, бидејќи веќе имавме искуство од Радио Битола. Јас споменав дека Васил Хаджиманев ни даде и доста и народни песни, кои замислуваше и самиот дека ќе бидат добро изведени и исполнети од нас. И тие почетоци продолжија се додека бевме во Скопје на студија, а и после тоа бевме викани од Радио Скопје. Ние некаде 63-та година веќе се вративме од студија во Битола, али бевме поканувани често пати да снимаме емисии. Тогашните емисии беа оставени во некои кулари, да речам сега, веќе ги нема, па се повлечени најверојатно со самата промена на времето. Кои песни беа први што преку Радио Скопје ги исполнувавте и дали таму живо пеевте или веќе таму правевте снимки? И во Радио Скопје се пееше исто така во живо. Ние песните од Битола кои ги пеевме, продолживме да ги пееме и во Скопје, така да прва песна и со успех ја имавме Туѓината пуста да остане, после Маричеле лично девојче, па Битола мој роден крај, сите песни од Битола ги пренесовме ние во Скопје. Во тој период не беше дозволено во Радио Скопје да ги пријавуваме песните како авторски. Имаше забрана и се пеа исклучиво народни песни. Под мотото дека се тие народни песните кои ги снимивме во Скопје беа и компоновани. Али не оставаја, а сега веќе се пријавени како авторски.
pijam iz goroči, ako pijam šećer uzmi, ako pijam iz goroči, ako pijam šećer uzmi, ako pisam bujni kosi, izgorvam li za tebe, ako morsam bujni kosi, izgorvam li za tebe. Ako ne mi verovaš, otvori go prozoreco. Ako ne mi verovaš, otvori go prozoreco. Pogledni go peliste, prašaj i varvojite. Pogledni go peliste, prašaj i varvojite. Со Јорданка спомнавме дека тогаш некои автори не беше дозволено да се пријавуваат како такви и затоа песните што ги компонираа ги пријавуваа како народни. Во тој период се пројави, мислам, и Ајри Демировски, за тоа нешто да ни кажете повеќе. Да, дојде Ајри Демировски во Радио Битола и донесе еден, ајде да речем народно, еден куп песни. Да речеме 10-7 песни донесе, меѓу кои и Битола роден крај. Мариче лично девојче и полно песни тие што беа од него. И тогаш беше директор Ацо Станковиќ на Радио Битола. Го зеде, го запосли во Радио Битола, го постави како чувар на предавателот на Радио Битола. А предавателот беше спроти железничката станица, под железничката станица, во една нива, кула. Во една мала просторија, Да. кај Жито Битола. Да, во една кула од нивата што беше. Куќа, али кула, така ги викаа. Да. И таму, оттаму се емитуваше емисијата на Радио Битола. А Ајри беше чувар таму. Мало, така, ситно човече беше, али имаше добар глас. И таленти пееше. И донесе доста песни. Најубавите песни што излегоа од Битола, тие беа на Ајри Демировски. Дали во тој период имаше и други пејачи, така да речем, што компонираа песни, еве меѓу таквите бевте и вие, почнавте сами да си компонирате песни? Знаеш како вели нашиот народ, ако мешаш мед, ќе си излижиш прстите. Да. Епа, јас не сум некој композитор, не сум некој текстописец, него, ето така, понекогаш почнував да напишам. Со Кочо Стојановски, викан Кочани, имаше многу идеи тој на народни песни. Али не можеше да ги состави. Немаше талент да ги направи во стих, да ги... За текст, за музичар да, но за текст немаше талент. За текст немаше талент и сите негови што се песни, јас му помагав. Фактички некои ги пишував јас, али не беше тогаш дали ова е моја или ова е твоја. Беше ние да ги пееме, тоа ни беше интересот наш. Тоа беше најважно. Да. А тој ни ги даваше нас да ги пееме ние. И неговата најубава песна, што ја има дури на неговиот гроб, напишано те видов и се залюбив, тој ние даде да ја пееме ние. Тој одговараше на нашето пеење. После дојде малце покасно Ристо Пулевски и тој донесе неколку песни. Ние го викавме Влашето. Добро, тој не крие дека е Влаш. Влашето е. И
Исто така, тој ја пееше тугината пушта да остане. Меѓутоа, рече дека да ја пеете вие подобро ќе одговара. И така направивме. И таа песна ја снимивме ние и во Радио Скопје, после ја снимивме. Добро. А од тој период ваш, која композиција од тие што ги компониравте ви остави така тогаш впечаток, стекнавте со неа популарност? Ако пијам рујно вино, за неа јас напишав текст, кога вежбавме на еден ден за снимки за радио телевизија Белград во домот на Кочо Петровски, и Кочо Петровски рече: Ѓорѓе, да ти свирам јас една музика, да видиш, да напишеш еден текст за неа. И почна да ми ја свири тој песната. Како тој ми ја свиреше, така ми ја пишуваше фактички. Ви да ја зборовите? Да. Фактички ми ја пишуваше. И така настана таа песна. За која станува збор? За песна? Ако пијам рујно вино. Ако пијам рујно вино, а кога ја компониравте, Марко, пијаницата? Марко пијаницата беше порано со Беа Османов. Со Беа Османов е музиката на Беа Османов, а текстот е мој. Добро. Ај овде споменавме неколку личности за гледачите што не ги знаат, да појасниме. Кога рековме Васил Хаджиманов, тој е татко му на Зафир Хаджиманов. Да. Беа Османов се уште е жив и живее во Америка и уште мислам настапува. Аристо Пурлевски исто така е наш битолчанец, се уште е жив, меѓутоа не настапува повеќе. Значи тие личности, а Заери Демировски знаеме дека неодамна почина во Измир во Турција и има голема популарност, беше прогласен за битолчан, за него нема што да појаснуваме. Меѓутоа Кочо Стојановски Кочани рековме е починат и на неговиот гроб има надпис "Те видов и се заљубив", тој е во Свето-Неделските гробишта погребан. Други личности тогаш од тој период во Радио Битола на кои што би се сетиле сега? Беше дуетот Павловски, беше, али пред тоа беше Цане Николовски, Тонка Лазарева. Тонка Лазарева беше извонреден, посебен глас. Беше ова Едет Хамзегич. Таа доста долго пееше. Спасија Чамова. Чамова, да. Беше Благој Кузев. Со Благој Кузев пеевме дует. Али првиот настап како дует, мене не ми беше со Јорданка. Мене ми беше со Радко Коштревски, еден мој близок другар. Со него пеевме дует и тогаш ни даде Тајки Хрисик една емисија од половина сат ја пеевме. Песните беа од Радио Скопје што се пееа тие дуети тогаш. И добро ја испеавме цела емисија. Меѓутоа после тој се повлече, не сакаше да пее, а јас останав. И се споивме со Јорданка и така наставивме. Кога се формира и операта во Скопје, наши битолски пејачи отидоа таму, доминираа, меѓу нив е и Караѓуле. Можеме ли да констатираме дека и во областа на народната музика битолчаните имаа, така да речам, голема улога во тие почетоци на Радио Скопје? Битола беше расадник за сите оние пејачи кои всушност во Скопје профитираа. Тогаш и живееа во тој период. Во Битола Николовски замина во Скопје. Цане Николовски во Скопје замина, тој работеше во техничкото училиште, меѓутоа многу убаво пееше. Сега е покојан и Цане Николовски. Имаше доста што замине. После нас замина и Виолета. Виолета учеше средно образование Томовска. Овде. Така да, во Скопје, али сите тие се после нас пејачи кои излегоа. Ние во Битола пеевме многу и на јавни манифестации, така да тогаш се пееја песни мексикански. Ние во офицерскиот дом со оркестарот на Југословенската армија, нашиот во Битола, пеевме мексикански песни од филмовите. Така добивавме и многу големи награди, добивме тогаш доста големи признанија. Меѓутоа,
Тешко беше тогаш да се снима, уште потешко беше да се запишуваат на сега веќе нашиве познати апарати и уреди. Техниката отиде многу напред и тие песни заминаја. Таква беше песната "Постојат очи за кои страдам, срце ми трепти од силна љубов, ах тие очи зрачни се така, ох очи такви не видов јас". Ова песна ја пеевме повеќе време. Со ова потврдувате дека од секогаш сум читал и за вас се зборувало дека имавте изморени гласовни способности и затоа можевте да ги пеете сите песни. Не постоеше Без проблем. разлика дали се мексикански Не. или од филмот Разбойник, како што беше Не. та она познатата песна, па Халиско, па некои други, значи Сите благодарение песни. на вашите Да. гласовни способности дојдовте и до Радио Скопје и до снимање на грамофонски плочи. Да кажам Секако, како секако. настана оваа песна мексиканска. Овај текст јас го напишав на македонски. Не го напишав јас, него со Ило Малков отидовме во Техничар во Радио Техничар во Битола. Радио. Техничар во Радио Битола, отидовме во апаратурата на киното и со магнетофон ја снимавме оваа песна, ја снимавме. А јас го снимав текстот од платното, го читав текстот од платното, беше на српски тој текст и слободен превод беше. И после, кога дојдовме во Радио Битола, јас на македонски го составив со стиховите како што беа во филмот. И ја пеевме со Јорданка заедно. Многу беше популарна таа песна. Што си поминав и се прелага, што си поминав и се прелага, покрај трите на љубавите, лични како црвен трендафи. Покрај трите на љубавите, лични како црвен трендафи. Трите на торти историја, личните сестри убави, и трендафи носеја, и трендафи пазури, а најмалото носеше, и трендафи награди. А најмалото на љубавото, со што има мигина, со китрофони помене, со китроцрвен трендафи, со китрофони помене, со китроцрвен трендафи. Китја трендафи усицето, изнак за љубов и даго, со око што има мина, со нога што и потробна, со око што има мина, со нога што и потробна. Стигнавме до Радио Скопје и таму пеевте и ваши песни, но и туги. Од кои автори тогаш започнавте песни да пеете, да споменеме некои од нив? Соработка имавме многу и најмногу со Кочо Петровски. Тој, јас имав текстови, пишував за него, тој пишуваше музика. Со него се и најмногу снимки направени во
радио телевизија Белград. Потоа снимавме и со Ѓорѓи Димчевски, познатиот виолинист од ансамблот Танец, кој водеше оркестарот. Потоа снимавме песни од Александар Сариевски и тој имаше негови песни кои ги имаме на нашите аудио. Од нашите битолчани, солисти тогаш и членови на радио Битола имаше доста. Со Беа Османов, негова музика, јас текстори, Кочани на Кочани имаме доста, со Ѓорѓи Белоджигаровски имаме доста песни од него. Потоа имаше на Ристо Пулевски. Од Ѓорѓи Белоджигаровски која песна имате да ја пуштиме? Јас би сакал да ја чуеме Мома Солунчанка. Таа е една од најдобрите хитови наши. Таа имате на видео или аудио е? Аудио, на аудио. Аудио е, аве ние се ќе дополниме со кадри нешто од Битола. Sretna zvezda, sretna majče, lična Moma Solunčanka. Во Солуна се видовме, крај море се шеташе. Ласта снага кршеше, како браној во морето. Ветер коса и веше, мома тивко си пеше. Скришум крадуња огледнав, очи ни се пречекаја. Здраво живо, ах девојче, милно видно солунчанче. Здраво живо, ергенче, убаво битолчанче. Кажи што да сторам, душо, срцево ми изгоре. Прегрни ме, младо момче, за тенко половинче. Плачи, радост ќе ти дарам, љубовни солзи од Солуна. Прегрни ме, младо момче, за тенко половинче. Колку вода в морето, песни ќе ти испеам. Ја гледате емисијата Патуваме, откриваме, посветена на познатата музичка двојка од нашиот град, од Битола, да речем, затоа што и телевизор би се гледа и пошироко. Од Битола, значи, Коцулова Андреевски, па еве, започнавме да го прелистуваме нивниот музички живот, да пропатуваме низ нивниот музички живот, затоа е посветена оваа емисија. Започнавме за нивната кариера со пеење во хорот и така натаму, во Радио Битола, па во Радио Скопје. Еве сега да ги запрашаме кога започна со снимање на грамофонски плочи. Грамофонски плочи ни обезбеди да снимаме Кочо Петровски. Го знаете, Кочо Петровски е познат хармоникаш и музичар од Радио Скопје. Ја снимивме првата плоча за радио телевизија Белград. А потоа, пошто тој имаше сонив договор, продолживме да снимаме за радио телевизија Белград. Снимивме 7 плочи со по 4 песни, по 2 од страна. Потоа снимивме
две лонгплей плочи исто така со него, со по 12 песни, една касета со 12 песни и една лонгплей плоча со познатиот виолинист Ѓорѓи Димчевски од 12 песни. Тоа се негде околу 65 песни. Имате снимено сите на грамофонски плочи. Дали ги имате сите добро зачувано? Да, ги направивме на аудио касета и да ги имаме за стално. И на CD ги имате. Меѓутоа да кажеме дека тогаш во Југославија имаше само две куќи што произведуваа плочи, Југотон од Загреб и продукцијата на грамофонски плочи од радиотелевизија Белград, подоцна се формира и Дискос од Александровац и за жал нити тогаш нити сега во Македонија нема систем, нема производство на грамофонски плочи, па нашите пеачи, меѓу кои бевте и вие, беа приморани да снимат за друго место и да патуваат често пати таму, меѓутоа сепак евте тие песни остана, меѓутоа и многу наши тогаш музички таленти заради таквата можност што нема да снимат и пропаднаа, да речеме. Да. Колку колеги од кои во тој период имавте, на кои колеги се сеќавате, колку заедно настапувавте со нив, да ги споменеме? Не смееме да го заборавиме Добри Ставревски. Добри Ставревски беше еден од најдобрите пеачи, гласовни пеачи во нашата Македонија. Заедно бевме на хорски надпревари во Њујорк, во Соединетите Американски држави, како што споменав порано, при отворањето на центарот на Рокфелер. Тогаш се отвори операта во Њујорк. Имаше 40 хорови. Од тие 40 хорови Добри Ставревски беше избран за солист на една обврзувачка песна, што сите хорови мораа да ја пеат. Аве Марија. И Добри Ставревски пееше дел од таа песна соло. И го нарекоја Карузо. Карузо, вистина беше Карузо. Ево и тој битолчанец наш, значи го спомнавме. Меѓутоа заслужи да се спомене, бидејќи навистина поседуваше можни големи квалитети. И нашите, јас споменав и предмалку нашите пеачи од Битола кои отидоа во Скопје, навистина се докаже. Навистина. А еве, Ѓорѓи спомена дека сте гостувале, колку гостувања имате, каде прв пат бевте, со колку гостувавте, настапувавте ли со играорни групи, со танеци, со други ансамбли? Ние бевме членки на Академското културно-уметничко друштво Мирчасев од 59 година до 63 година. Меѓутоа, многу пати бевме гости на ансамблот за народни песни и игри Танец. Тие не повикуваја честопати, бидејќи сметаа дека сме ипак некој доста квалитетен дует. Со Битолското културно-уметничко друштво Илинден бевме во Епинал во Франција, потоа со студентското културно-уметничко друштво Битолско, така да ние секаде каде што изразуваат желба да гостуваме, сме прифаќале. За прв пат отидовме во Америка 62 година, во 1976 година бевме во Австралија на турнеја, 86 бевме исто така во Австралија, во Германија, во Италија, во Бугарија, така да нема, мислам, земја каде што не сме гостувале. Можам да речам дека тогаш настапувавте од хоби, така да речам, затоа што професионално бевте ангажирани на други работни места, ај нешто за тоа? Ние исклучиво Ѓорѓи во фабриката за фрижидери, вие да ни кажете. Нашите работни места не дозволуваја големо отсуствување од работа, така да ние само можевме по 15 и на 20 дена да отсуствуваме. Такви турнеи долги не сме имале. Јас бев на работа во организација каде што бев раководител и не можев да отсуствувам долго време. Ѓорѓи во фабриката за фрижидери, правно лице, исто така не можеше, а пеевме од хоби, исклучиво од хоби. Добро, јас можам да кажам дека кога беше Ѓорѓи во фрижидерија, долг период беше таму, вратите секогаш ми беа отворени за секакво интервјуи со сите директори кои што тогаш се сменуваа.
фабриката за фрижидери веќе одамна ја нема, можам не сакам да му го дадам микрофонот на Ѓорѓи, носталгичен ќе биде за тоа сигурно. Да. Меѓутоа можам да кажам дека тогаш концептирана беше на 250.000 фрижидери во 34 земји се пласира, се извезува производите. Жално. Како ги ускладувате тие работни задолженија со пеењето? Па моравме да направиме некој план предходно за да можеме да ја прифатиме и таа понуда кој некој ќе ни ја понудел. А да излеземе во пресрет. Работата да не заостанува, а и да не го одбиеме онај кој изразил желба да бидеме негови гости. До која година пеевте и како едноставно дали ја прекинавте таа музичка кариера, од колку време не сте активни? Па не сме активни некаде од 90-та година, заради тоа што еве се јавува наплив од нови пеачи, веќе нашето поминало, потоа самите групи, самите и обврски семејни не дозволуваа нашето отсуствување од домот и останавме во Битола. Ако бевме некаде, како што имавме и понуди во Белград да останеме и во Скопје да останеме, секако дека може би ќе продолжевме со пеењето. Али Битола е таа која ја имаме и сите предвид. Меѓутоа на сите страни од светот останаа вашите песни. Песните останати се заради тоа што се и запишани, а некои се и во телевизија Скопје, како што споменав, останати, па некои и конзервирани. Nesrećna su majko, to je pusti Marko, Marko, pijanica ta. Seka večer majko, drugari mi nosi, barak, ljuta rakija. Rakija im davam, tebe te spomenvam, majko što me zacrni. Što lošo ti stori, ti što me prodade, cel vek jazda taguva. Samo tja da pijat se veselat, zora bi zazoruva. Komšite majko, na rabota odat, Marko po kafanite. Еве, слушнавме и песната за Марко пијаницата. За неја има една анекдота. Ке може ли да ни ја кажете? Па, кога песната Марко пијаницата имаше навистина мощна голема популарност, беше емитувана и преку џамијата на плоштадот во Битола. Така да оџата кој се качувал по
скалите на джемијата си ја поставил долу неговата плоча да пее тоа како и нивните Да песни. исполнува смичката веска. Исполнува. што е А влеголо некое момче и му ја заменило таа плоча неговата со песната Марко Пијаницата. Таа плоча всушност ја ставил и кога оđата веќе горе почел да пее, пееше Марко Пијаницата. Ова мислам дека беше еден од најуспешните гафови кои во тој период се Не правеше. знаеме, меѓутоа ете тога се се така и беше, споменуваше дека и така беше. било, дека преку Да. Исак Џамија таму се Се Марко изведе оваа песна Пијаницата. за Марко Пијаницата. Рековме дека 50 на песни имате снимено, гостувавте во повеќе земји. Како дојде до како неминовност дојде вашата брачна состојба, да речам, љубовта ве спои и во музиката и во животот? Па песната нас не спои всушност кога почнавме да пееме дует, почнавме и да се занимаваме, да имаме и љубовна врска. Така. Да. Ја преточивте во брак, Да. сега живеете Сега во живееме населбата тука, новата Нова населба, Битола. Нова Битола, зад болницата. Да. Фамилиарно нешто да ни кажете? Па имаме син и ќерка, од синот имаме еден внук Ангел, кој е навистински ангел, многу е добро момче и од мал изразува желба за музиката и ја сака музиката. Тоа му е најверојатно во генот. Значи, еве, Наследник. ќе има шанса не во дует, во солист, или Па, не во знаеме, може би ќе си најде некој Не. дует и тој. Времето не знаеме што ќе донеси. Така. Како ги минувате овие денови сега? Пензионерски денови? Па пензионери сме и двајцата, ево споменав дека имаме внукот дома го подигнуваме сега. Летно време одиме во Тешево, во Сирхан, имаме викендица, таму го поминуваме летото. И така деновите минуваат многу брко. Колку ви помагаат овие спомени од музичкиот живот за пребродување на тешкотиите што ги носи возраста со нив? Па се сеќаваме на убавите мигови кои сме ги поминале, евоцираме спомени, па понекогаш ги пуштаме нашите песни, ги слушаме самите. Поминува времето. Така, минува времето. Поминува времето. Ѓорги, да чуеме нешто за вашите сеќавања од тој период кога бевте активни во музичкиот живот. Музиката си е секогаш музика. Убава, освежува, релаксира и така натаму. Во подминати години носталгична буди, разбудува сеќавања за минатото. Дали ви се весели тие сеќавања или понекогаш тажни што еве минува времето, а сте оставиле сепак трага во него? Знаете, кога ќе гледаме телевизија некогаш, кога ќе го покажат некој град, ќе речиме, тука сме биле, овде по оваа улица имаме врвено. Во европски градови, во амерички градови, австралиски градови и така натаму. Благодарение на музиката, сеќавањата на колегите со кои настапувавте не ви бледнеат. Јас доста сум пишувал за вашите гостувања, за вашиот музички живот, би можел, можеби, посликовито некои работи да ги изнесам, меѓутоа еве низ емисија сакав вие да се произнесите, да дочараме како беше вашиот музички живот, да пропатуваме низ него, иако нашата емисија има друг карактер, овој пат се обидовме да пропатуваме низ едни сеќавања, па јас мислам дека многу има за вас да се зборува, затоа што имавте богат музички живот и не е никакво изненадување ако на овие млади генерации им се каже дека еве некогаш дуетот Коцулов Андреевски беше популарен благодарение на убавите песни кои што и денес се уште се актуелни и прифатливи. Ова се е вред, меѓутоа знаете што жалиме? Жалиме што во периодот кога ние гостувавме во тугите земји, и Америка, и Австралија, и Германија, не беше техниката толку напредна да можеме сите тие настапи, сето тоа да го овековечиме, за да можеме еве сега и на нашите гледачи и слушатели да им го презентираме. Ние можеме сега само со зборови, тоа сето да го кажуваме, а зборот многу малку кажува, а сликата ќе кажеше многу повеќе.
Затоа и телевизијата сега има Да. толку голема популарност и многу пеачи што немаат кој знае какви гласовни способности доминираат на сцената. Секако, ево гледаме, ние отишол тамо и дава снимки од неговиот престој, а ние имаме престој невиден. Ние за Марибор, Словенечки и Жичарницата, па стануваше мислена именка, беше во Битола да има Жичарница, кога ние бевме на Жичарница во 58, 59, 60, 61 година. Али немаме снимки. Слики имаме, меѓутоа снимки не. Снимки мислам на камер. Ајде на крајот би ве запрашал за некоја натамошна желба българска со музиката. Со музиката ја слушаме сега. Не можеме да ја пееме. Не можеме, али не сме веќе активни, а сакаме да ја слушаме. Обавезно слушаме. Музиката им ја препуштаме секако на младите. Еве сега имаме и кажав внук, па тој некако изразува желба за играње и пеење, па се надеваме дека их продолжи. Вие музиката имате препуштено и на многу други генерации. Секако. Што ќе доаѓаат после нас, затоа што Да. песните ваши се Останува. антологиски и останати, Да. никогаш нема да се заборават. Јас Секако можеби еве низ почна ова и да ги препеваат. И да ги препеваат веќе во гледаме. друга изведба, значи. Во друга изведба, други пеачи, али и тоа е добро, да не се заборава македонската музика, македонскиот мелос кој го имаме со векови. Така, јас се обидов низ ова емисија да ја изберам некои песни што се доста вака популарни. Сигурно има и други што би ги представиле за нашите гледачи. Да. Меѓутоа, мислам и дека преку овие веќе се обидат, односно ќе го дочараат дел од тој музички живот на дуетот Куцулова Андреевски. Повозрасните ќе се присетат и на нас, а младите ќе не видат за прв пат, можеби. Младите треба да работат, да вежбат, ако сакаат да бидат добри пеачи. Вежбањето секогаш дава успех. Тоа е најважно за пеачите. А не само дојди, испеј било како, за да го видат дека ете тој е пеач. Зависи како вежбат, и јас одамна планина вежбам во викање, во пеење, ама не успеав ништо да снимам до сега. Значи, ако има талент, па да вежбат и да работат, со работа, значи Само со талент, инаку. се постигнува. Да. Ви благодарам за разговорот, што ви зедов дел од вашето слободно време, меѓутоа мислам дека успешно дел гледачите што ве сакаат ќе се потсетат на таа ваша музика што некогаш ја исполнувавте. Благодарим и ние на телевизија Орбит, што ете, најде време изданаш. И така, песна по песна, збор по збор, пропатувавме во дел од музичкиот живот на дуетот Куцулова Андреевски. А дали е тоа доволно за еден богат и импресивен музички живот, за една носталгија кон песните што се вбројани во богатата македонска ризница? А каде се спомените за бројните настапи, средби и разговори со влюбеници на македонската народна музика? Сеќавањата за текстовите на Ѓорги или Гандичо, како што го викаат битолчани, гоблените на Јорданка? А каде е брачната хармонија на оваа двојка, нивната љубов кон семејството, блиските и пријателите, зашто станува збор за личности кои оставија трага во битолското битисување, во она што се вели историја на градот. Затоа можеби во некоја друга прилика, зашто средбата со нив, нивната песна, ќе бидат незаборавни за многу генерации.